Убавите работи нели не се случуваат случајно. Зошто не се случуваат или зошто ретко не се случуваат, ќе се обидам малку да испровоцирам. Таков е и насловот. Слушнавме и сега и претходно, веројатно и после, некои добри примери, што се така некои островца. Имаше, на повеќето сигурно знаете, некои душебрижници во врска со проектот и во рамки на таа грижа се роди идејата да се направи анкета за тоа да може би како еден групен портрет за отворените образовни ресурси сега и овде, се со цел да видиме дали јавноста знае што е и дали на некој начин образовните отворени ресурси имаат своја јавност. Секоја работа, секој процес во општеството, ако нема јавност, едноставно нема почва. И во таа смисла беше направена нели анкетата, која, освен што имаше ентузијазам и желба, мораше да следи и некои нормални, стандардни истражувачки постапки. Во старт бевме свесни за сите минуси, за сите ризици, се обидувавме и се обидовме и мислам дека успеавме да одбегнеме таа да заврши како многу онлайн анкети, како фантомска анкета. Затоа и страната каде што се одговараше ја дистрибуиравме, што би се рекло прашалникот го дистрибуиравме до одредени групи или до одредени популации, значи луѓе од високо образование, од средно и од основно, во смисла на луѓе кои се професори, наставници. Исто така имаше вграден вклуч за пониските делови од јавноста да бидат опфатени, во смисла на тоа дека професор или наставник беше замолен до студенти, постдипломци, докторанти да испрати врска до прашалникот. Го преземавме ризикот, свесни дека најголемиот ризик всушност е да не ја направиме анкетата и да не добиеме некоја поголема слика за состојбите. Значи, податоците покажаа дека има 88 од кликачи или 88 испитаника, што не е многу, но ајде да кажеме дека нели добро нишаневме, го дефиниравме јадрото на јавноста, инаку целата приказна се одвива во рамки на еден докажан концепт кога станува збор за истражување на јавното мислење. Значи имаме слика или сцена на концентрични кругови, каде јадрото на јавноста е оној најмалиот круг и информациите се шират кон периферните кругови, или ако сакате вертикално представено, постои еден резервоар на идеи и вода, каде што највисока, потоа преку разни канали течат информациите. Како и да е, ќе видиме и понатаму она што е индикативно, дека и кај јадрото постојат сеирџи, ако може така да се каже. Значи, особено кај некои прашања имаме 20 луѓе кои конкретното прашање го оставиле без одговор. Значи, луѓе кои на некој начин се прошетале низ прашалникот, ама мислењето си го задржале за себе. Во секоја средина, во секоја организација може и се среќаваат секогаш такви луѓе. Од друга страна, добар дел од одговорите, иако не беа прашувани случајни луѓе на улица, кажуваат дека не знаат што е тоа. И во основа два вида податоци се важни. Значи, едното е дека се добиваат одговори кои покажуваат запознаеност или незапознаеност со нештата. Другиот вид на податоци се токму оние сеирџи или чутолози кои ја премолчуваат
дискусијата, но сакаат да видат што прашања се. Сега минимум етичност претпоставува да кажеме кој се одговарал. Ајде, како анекдота, 20 испитаника го премолчале полот, дали од незнаење сопствениот, нели, или од несакање да кажат што пол се, тоа е нивна работа, старосната структура ја гледате. Нели, првите бројки се проценти, вторите бројки се всушност апсолутни. Оние кои учествувале, ова е можеби интересно, државниот универзитет или луѓето од државен универзитет се позастапени и сега индикативно е што ниту еден професор наставник од средно училиште не се вклучил и прилично бројни се, нели, професорите, наставниците од основните училишта, оние што не сакале да кажат каде припаѓаат, исто така се бројни.